Почитувани гледачи, ние како што веќе најавивме неколку пати, прв гостин ова утро и првата актуелна тема што ја отвораме во денешното издание на Утринската на Телма е образованието и му велам добро утро, добре дојде на Саша Стоименов, директор на гимназијата, Скопската гимназија Георги Димитров. Господин Стоименов, добро утро, добре дојдовте во студиото на Телма. Добро утро, благодарам за поканата и поздрав до гледачите на Утринската програма. Многу се актуелни деновиве уписите во средните училишта, многу е актуелна темата образование и за жал ете повторно со некои контроверзни информации, повторно лошата вест е добра вест, односно е многу коментирана и прифатена од јавноста со различни коментари. Каков е вашиот впечаток генерален на она што се случи, иако ете Георги Димитров годинава не беше во фокусот, беше Орце Николов, другата конкурентска би рекол гимназија во близина? Па добро, ние не сме некоја сериозна конкуренција, неколку 5-6 гимназии. Добро е што имаме доволен избор за учениците на гимназии, така да учениците од година на година размислуваат, разменуваат мислење помеѓу себе и се одлучуваат за одредено училиште каде да аплицираат и каде да ги поднесат документите. Оваа година беше и системот променет за упис, за разлика од минатите години. Минатите години некако учениците во текот на ден, два, додека трае уписот, знаат каде има повеќе гужва, каде повеќе ќе аплицираат. Сега беше така на невидено. Буквално и од кога излегоа резултатите, се виде во кои училишта има повеќе, во кои помалку апликации. Така да ете нешто што низ години се навестуваше во одредени гимназија. Минатата година беше кај нас за 5-6 ученици, дали ќе има тестирање или ќе нема. Оваа година имаше во Орце Николов. Меѓутоа за 50-тина. Како беше кај вас? Во Георги Димитров имало тестирање низ години? Не, немало тестирање. Ние имаме тестирање само за една паралелка во која што се изучува германски јазик малку со поголем фонд на часови и за редовно и оваа година си имавме тестирање, меѓутоа не е толку актуелно тоа. Сега беше актуелно бидејќи голем број на ученици беа фатени со тестирањето. Така да тоа може да се случи и во друго училиште и нешто што се очекуваше. Првите коментари на пример на голем број од родителите беше зошто не ги примат сите деца иако има вишок. Како вие минатите години го решававте тој вишок на ученици, на пријавени ученици? Видете, минатите години можеше да се диференцира бидејќи немавме вишок на пријавени со ист број на поени. Сега во актуелно е што имаше повеќе ученици што имаа ист број поени и не можеше да се одвојат оние за колку што има место. Меѓутоа имало случаи кога се правела паралелка плюс или имало случаи кога се распределувале вишокот на ученици со ист број на поени, со ист успех во основното образование? Имало, сега не се сеќавам, за кај нас немало, за во останативе гимназии имало, меѓутоа сега очигледно дека и просторните можности не дозволуваат такво нешто, меѓутоа и рамномерна распределба на ученици во останатите гимназии и средни училишта низ градот. Во град Скопје имаме 23 училишта под град Скопје и навистина имаме голем број на слободни места кои што би требало да се пополнат со останатите ученици. Неправедно е во едни училишта да имаме толкава, вклучувајќи ја и нашата и уште неколку училишта, толкава голема бројка на ученици. Тоа е навистина голем ангажман и за наставниците и за целата колку ученици годинава се пријавија во Георги Димитров и колку примивте? Во Георги Димитров годинава, значи за 7 паралелки имаме уште 10 на слободни места гимназиско образование, меѓутоа ние имаме и стручно образование кои што техничарски паралелки кои што има 10 на места уште слободни, 3 техничарски паралелки, така да во главном сме задоволни и со бројот на децата, меѓутоа и со квалитетот. И кај нас, например, имаме од гимназиските за 238 200 ученици со 5.00 просекона. Така, зошто низ години вете Георги Димитров, Орце Николов, па и уште неколку други гимназии се сметаат за елитни? И на што се должи тој голем интерес на деца од основните училишта што сакаат да се запишат или во Орце или во Георги Димитров? Како би го објасниле тоа? Видете, ние сме училиште кои што традиционално постојано се надоградуваме, работиме, вложуваме во промоција на училиштата, меѓутоа и наставниците
многу се залагаат за да имаме квалитетни резултати по образованието. Родителите пред се распрашуваат, иако децата не им е тоа толку актуелно, меѓутоа родителите се распрашуваат во кои училишта, кои наставници предаваат, каков е квалитетот на наставата, каква е организацијата, редот, дисциплината, хигиената. Има улога и местоположбата, така да има повеќе фактори и веќе не може ништо да се сокрие како можеби некогаш. Сега се знае и се на дофа, така да навистина мерат и гледаат родителите каде ќе го доверат своето дете. И ние сме секогаш првото моје обраќање до учениците на првиот час е благодариме што не избравме во таа конкуренција токму нас. Навистина период е кога е и борба за ученици, бидејќи незапишување на ученици предизвикува понатака други реперкусии за целото училиште. Така да во фокусот годинава беше Орце Николов и бурни реакции во јавноста предизвика квалификацијските тестирања, односно резултатите што произлегоа од нив и коментарите одеа во еден широк диапазон од едната страна дека никој нема право согласно уставот да го ограничува правото на одличните ученици, односно да дисквалификува некој со 2 дена претходно најавени квалификацијски тестови од правото на избор на средното училиште и каде некој би го продолжил образованието. Од една страна, до другата страна дека ете тие петки во основните училишта биле тресени од ракав, па сега на виделина излегол вистинскиот квалитет на образованието и учениците потврлиле на некој начин. Која би била вашата оценка? Дали се престроги наставниците, професорите во гимназиите или пак наставниците во основните училишта тресат петки од ракав? Не би рекол ни тоа, ни тоа. Навистина имаме период сега кога те глобално променет начинот на учење, можеби ние како држава веќе долги години се уште се држиме на она слепо формално образование, каде што ги оценуваме само формалните знаења на учениците. Учениците учат на часови и тоа се оценува. Учениците имаат многу поголем и поширок опсег на вештини кои што ги научуваат надвор од училишната клупа. Ако некогаш пред 20 на 30 години единствен начин да се дојде до квалитетни знаења беше училиштето, сега децата учат и преку медиумите и преку разни социјални медиуми, така да учениците имаат квалитетни знаења. Не би рекол уште еднаш дека се тресат петки од ракав, учениците вложуваат многу, а токму и наставниците, за да ги научат. Меѓутоа ова беше можеше да се случи во секој училиште и нешто што е подготвено за еден ден, учениците доаѓаат наредниот ден, тоа се моменталните знаења на учениците. Факт е дека резултатите се, кој да ги составил тестовите, како и да се составени, се многу ниски. Факт е дека мора да се поработи и да се промени нешто во таа насока, меѓутоа за тоа треба навистина широки дебати, вклучување на стручни лица кои што се навистина искусни во овој сегмент за да се промени понатака нешто. Пак кажувам, не знам сега околу делот на уставноста, меѓутоа мора нешто да се мораше да се преземе некоја мерка за да може да имаме толку паралелки колку што се запишани по 34 деца. Апсолутно би било невозможно да имаме поголем број на паралелки. Добро, дежурните критичари и оние што мислат дека се прозвани да коментираат за се и се што, велат дека разочарувачки се резултатите од квалификацијските тестирања и најлесно беше да се впери прстот во некого и сега дел од критичарите го вперија прстот во родителите, дел во учениците, во децата, дел во наставниците, односно во надлежните во Министерството за образование. Јас би рекол дека одговорноста треба да биде распределена на сите адреси. Меѓутоа, еве вие како математичар, професор по математика, како директор на Ѓорѓи Димитров, но пред се како педагог, сметате ли дека децата се одговорни за тоа? Со оглед на тоа што сепак мина низ една пандемиска година кога оваа генерација, актуелната што сега се запишуваше, своето 8 оделение го следеа од дома, без можност за физичка настава, цела година помина онлайн настава. Децата не може да бидат одговорни за нешто што ние им сервираме, ние што го управуваме, значи ние го управуваме системот. Децата најмалку се одговорни.
во моментов. Кој Онлайн потврди наставата не е по нивна вина. Значи, сето тоа беше прилагодување на нешто што се случуваше во светот. Сега колку ние се прилагодивме како држава и како образовен систем, тоа е веќе пак кажувам поширока тема. Ние, значи, мислам дека не успеавме доволно во овој период да ги научиме, јас така мислам, да ги научиме децата за времето во кое што се најдовме, меѓутоа резултатите, пак кажувам, резултатите се релативна работа, бидејќи тие резултати се постигнати баш што се вели во моментот. Има повеќе фактори, тука е и трема кај учениците, тука е... Па не тоа велам, велите без оглед кој ги составувал. Дали можеби треба да се праша тие што ги составувале надлежните во Бирото за развој на образованието, тежината на прашањата, дали биле земени предвид дека децата поминаа низ онлайн настава цела една година, дека имаа испрекината настава во текот на 9-тото одделение. Која била тежината на поставените прашања? Па добро, имаат сигурно, тоа се стандарди кои што па нема стандарди кога е прв пат ова во историјата на Не, за поставување на тестови, за тестови по одреден предмет се има во Бирото за развој на образованието стандарди кои што нели ние во училиштата го ги тестираме учениците, се има одредени стандарди според кои се изработува тестот. Меѓутоа еве можеше и да биде скалата повисока за по 20 поени кај секое дете и ќе бевме сите ќе речевме супер резултати има. Во моментов тие се резултати, тие се тестовите кои што се дадени, што понатака навистина треба малку и помалку повеќе почитување помеѓу нас луѓето во државата. Ние немаме помеѓу себе почитување. Кога беше, еве, имавме протести на наставниците. Тогаш се фрлаат со дрва и со камења по наставниците на социјалните мрежи, како имале по 3 месеци одмор, како ништо не работеле, како, значи, навистина имаме тука некој притисок и врз наставникот, како... Може да прашам низ минатите години, каков е одзивот на, односно каков е успехот на учениците кои од основните училишта доаѓаат како одлични ученици, скрос одлични, со сите петки, како се однесуваат и какви се нивните оценки во Георги Димитров? Видете, кога ќе дојдат учениците, доаѓаат од различни основни училишта, од различни средини. Имаат различни предзнаења по различни области. Не, што е нормално, бидејќи учениците не може од основно училиште, нели, едно и од основно училиште друго да имаат ист фокус на нештата, меѓутоа и самите ученици имаат предиспозиции за одредени предмети. Во основните училишта по случаен избор доаѓаат учениците. Во основните училишта доаѓаат ученици кои што се лоцирани согласно местото на живење и природната крива на интелигенција околу 5% може да бидат тоа супер ученици. Останатите се со нели послаба можност за високи резултати, меѓутоа ете доаѓаат со повисоки резултати. Ние на почетокот имаме практика во училиштето, нели одредени контролни прашања да им поставиме, да видиме со кои предзнаења се учениците и сега си имаат наставниците методи како тоа што е испуштеното некако да се надокнади и до крајот на прва година, каде што повеќе и програмите се, еве конкретно математика, каде што имаме повторување од материјалот во основно училиште, успева да се надокнади нешто ако се има пропуштено и просекот негде околу 4,70 на крајот од прва година. Па тој просек се задржува и дури се подобрува до 4-та година, меѓутоа сега доаѓа на другото факултетиве да видат како сте ги научиле децата, ние имаме одлични повратни информации. Добро, значи да резимето на ова би било скрос одличните ученици во основните училишта, кај вас се многу добри генерално? Не, 4,70, 4,80. Значи се одлични сепак. Да, сепак го задржува, да. Па во паралелка ако се нели ги запишуваме скрос одлични. Како тогаш го објаснувате потврдувањето на квалификацијските? Зошто најголемиот број од учениците добија добар 3 на квалификацијските тестирања во ОРЦ? Каде лежи одговорот за тоа? Претешки прашања, повторно велам, или не ги научивме децата да учат во основно? Не, споменавме, има голема улога што 2 години не се, кажавме дека не се учеше така како што би се учело во училиште. Тоа е нормално, имавме по 30 минути часови, имавме
нели онлайн настава, имавме неможност да го презентираме како наставници во основно, мислам, наставниците немаа можност тоа што беше баш фокусот на наставната програма. Тремата при тестирањето, доколку се подготвуваа овие деца барем 10 дена, верувајте дека ќе повтори и ќе имаше многу подобри резултати. Значи, ако зборуваме за резултати. Недоволното време за подготовка. Да. Сепак тоа се деца од 14-15 години. Тие беа, значи, под еден притисок, под една трема, ова прв пат се соочуваат со нешто вакво. Имале писмени работи во училиште, меѓутоа не е ова исто. Добро, што би требало? Притисокот може би и од дома, па може би и поиспаничени беа и родителите од учениците. Ја видов многу родители таму. Што би требало да се преземе и како би требало да се насочи таа реформа за која зборуваме со години? Постојано сме во некој континуиран процес на реформа во образованието и никако да го реформираме и имаме на некој начин се помали успеси во образованието наместо да биде спротивно. Тоа е поширока тема за дискусија, треба повеќе експерти за такво нешто. Не сум можеби компетентен толку и да алоцирам баш сега вината или да дадете препораки, да дадам некоја препорака конкретно, меѓутоа вака има малку поширок обем на дискусија и повеќе работи кои што треба тука да се нотираат. Имаме ние програми кои што мислам дека не соодветствуваат со актуелните промени на светско ниво во барањата на да одиме и работодавците и натака образованието на високообразовните институции. Ние имаме кај нас имаме и стручно образование каде што учат техничар за мебел и интериер, техничар за хортикултура. И тука доаѓаат одлични ученици, и тука доаѓаат многу добри, имаме 6-7 скрос одлични ученици во паралелка што е за техничар за мебел. И сега они кои ќе дојдат во прва година се соочуваат со, верувајте, потешка програма од гимназиската програма. Имаат 16 предмети и класен час 17. Значи 16 предмети учи дете, а треба да го образуваме за техничар. И сега тука е проблемот што дали ова дете го спремаме за факултет, дали го спремаме за производство, не за занаето, ама техничар е нешто што треба да води производство. И сега тука од кои причини се задржани сите општообразовни предмети и се ставени и плюс ова ви треба за струка. Многу им треба на децата, ама не можеш да им ставиш се. Така да... Професоре Стоименов, јас ви благодарам за гостувањето во утринската на Телма. Жал ми е што немавме можност подолго да разговараме, бидејќи во подготовката за разговорот спомнавме и дека еден од клучните проблеми кои ќе дојде до израз и се повеќе во наредните години не само квалитетот на образованието, туку недостигот на деца, односно ете дека поради намалениот наталитет се повеќе гимназии и средни училишта остануваат со недоволен број на запишани деца, но за тоа во некоја друга пригода. За жал тоа е нешто што е актуелно веќе и во Скопје, во целата држава. Имаме училишта кои што се одвојува средства, се финансира за нивно одржување, за нивна реконструкција, се финансираат плати, меѓутоа нема деца. Нема деца, да. Да, за ова ќе зборуваме и во рубриката да си кажеме со мојот следен соговорник, тоа е намалениот наталитет, односно демографската криза со која се соочува Македонија. Сега утринската тема ја заокружуваме тука, одиме со кус блок реклами, а потоа првото издание на утринските вести во 8:30, останете со Телма.